Добро вечер со уште едно издание Диезепамче со Мими Мирчевска. Вечер со нас е доктор Танер Хасан, директор на клиниката за ендокринологија. Професоре, многу актуелна тема е тироидна жлезда, дебелина. Да. Како е кај вас на клиника? Па, имаме активно и кај нас моментално, се повеќе и повеќе има пациенти и повеќе станува актуелна оваа тема, дебелината посебно. Имам и други теми, меѓутоа дебелината е сега најактуелна, можам да кажам, посебно време. Повеќе пациенти има, се повеќе бараат помош за дебелина. Веќе стана... Што значи тоа повеќе пациенти и колку пациенти во однос на порано? Некако сега и медиумите станавме посвесни да зборуваме за дебелината, но колку може да се каже дека се зголемени пациентите во однос на порано? Па порано не можеме една вака добра компарација да се направи, реална компарација, да кажам, пред како беше состојбата пред 2-3 години наназад или последниве 2 години, пошто немавме ниту податоци за бројот на пациенти, немавме центри што се бават со оваа проблематика, така да се што имаме, сите податоци што ги објавуваме и преку медиумите и во нашиве стручни состаноци, се од пред 2 години наназад, кога првпат почнавме да се занимаваме со оваа проблематика, така актуелно. Веќе како диагностика, како диагностика, да. Прво почнавме со 8 септември, таму првиот центар се отвори за дебелина, после 6 месеци после 8 септември се отвори во клиника, така да имаме веќе 2 центри што се активни и кои што се акредитирани во Европското здружение за дебелина, ЕАСО, и така да имаме некои податоци кои што веќе почнавме да ги споделиме и со пациентиве и со нашиве колеги. По двете центри последниве 2 години вака со упад официјално што се дојдени пациенти имаме над 3500 пациенти. После околу 2000 имаме во клиника за ендокринологија и околу 1000-1500 имаме во 8 септември од центарот. Колку е најдебелиот пациент? Најголема тежина што има? Најдебелиот што имаме на клиника, што го видовме, е од Прилеп, 280 килограми. Што значи едно тело да носи 280 килограми маса? Па голема маса е таа и плюс таа маса треба со години да се носи, значи тоа е бројка што е неколку пати надминато од тие нормални бројки или нормални вредности што треба да ги има еден човек. Овие бројки немаат крај, нема граница, значи се повеќе како времето продолжува, можеме да наидеме некој ден и повеќе поголема телесна маса да има некој пациент така да се јави во нашиве центри. Ние обично не е само битно бројката колку е тежината, меѓутоа многу се битни и другите коморбидитети кај пациентиве, дали засегна со други проблеми или компликации кои што настануваат од обезноста, дали физички е способен, дали општата состојба на пациентот каква е, дали е во добра општа состојба или лоша општа состојба. Сите тие фактори зависат за третирање или менаџирање на вакви пациенти. Веќе одиме над бројката и сегде во светот веќе имаме тој тренд дека не лекуваме само бројки, туку лекуваме пациент кој што треба целокупно да се со целокупен холистички пристап да се опфати целиот пациент со сите негови проблеми, не само тежината. Пошто тежината не е само по себе, не е самостојно, изолирано нешто, поврзано е со стотици други коморбидитети кај пациентиве, за кои што не сме биле многу свесни до сега. Сега почнуваме да ги откриеме или да ги актуализираме тие проблеми, компликации што може да настанат од дебелината, така да бројката самостојно, изолирано само како бројка, не ни значи многу, иако е важно за пациентот. За нас е многу побитно како клиничари кои што се занимаваме со овој проблем, општата состојба на пациентот, психичката состојба, физичката состојба на пациентот, сите овие 3 фактори се многу битни заедно со телесната маса на пациентот. Кога стануваат овие луѓе кај вас пациенти, дали кога имаат веќе здравствени проблеми или свеста е порано, кога веќе почнува гојазноста, некако доаѓаат, кажувате, многу со голема гојазност, со голема дебелина пациенти. Кога треба да се дојде кај вас?
Значи, За да има успех, верувам дека Да. колку е поголема килажата, толку е потежок патот да се не само да се ослабе, туку и да се помогне здравствено, затоа што практично со таа тежина луѓето се инвалиди и во движењето. Точно така. Колку порано реагираме, колку порано превземаме мерки околу пациентот и за неговата состојба, многу поголем успех ќе имаме и во менаџирањето на пациентот. За жал, дел од пациентиве доаѓаат малку касно, кога ќе почнат да приметат компликации или кога ќе бидат упатени од нивните доктори, првенствено прва линија е сематичните доктори, семејните лекари посебно, ако утврдат дека проблемот за кој што се јавил пациентот дека потекнува од дебелина, после тие се препраќаат. Меѓутоа, за нас е многу битно пред да се појават тие проблеми да бидат упатени овие пациенти во центриве кои што се занимаваат со овој проблем. И исто така и семејните лекари, и тие можат да почнат со евалуација на самиот пациент, па после тоа ако има потреба да се пренасочат кон овие центри. Така да што порано се превземаат мерки и почнат со промена на животен стил или фармакотерапија или други баријатрични хирургија, било што да има потреба пациентот, што порано се прават овие терапевски методи, се спроведат, многу поуспешен е и менаџирањето и многу поголем ефект, позитивен ефект ќе има пациентот и за неговата здравствена состојба и за социјалниот живот, на менталниот живот на пациентот, на сето тоа влијае. Зошто се дебелиема, докторе? Храна, многу има шеќери, во последниве децени имаме помодерна храна, полуподготвена храна. Генетика е во прашање или се неколку фактори. Зошто станавме некако погојазна нација? И порано имало луѓе со телесна тежина, но сега веќе гледаме од мали цели семејства дека се навистина со проблем со телесната маса. Ова е една хронична состојба кој што е мултифакторијална. Тука делуваат повеќе фактори, не е само еден фактор кој што е причинител за оваа состојба, за оваа болест. Играат улога повеќе фактори, меѓу нив најважни се предиспозиција, прво дали има генетска основа, меѓутоа тој дел е околу 10-15% кој што делува на болеста, повеќето околу 80% зависи од животниот стил на самиот пациент. Кога зборуваме за животен стил, тука влегува начинот на исхрана, навиките на самиот пациент, социјалната средина во кој што живее пациентот, културата на пациентот, исто така етничката припатност заедно оди со културата, навиките на исхрана. Во секоја етничка заедница различни се тие навики на исхрана, за жал. Така да многу повеќе делува животниот стил на самиот пациент отколку генетската предиспозиција, а исто така и некои други коморбидитети. Значи, психички, психолошки проблеми, ако има пациентот, ако зема терапија за тоа, псијатриска терапија, има дел од лекови кои што предизвикуваат дебелина, дел од хормонални терапии на гинекологија, кои што се гинеколошки проблеми што имаат повеќето инвитро, ако третира стерилитет, кај нив може да се предизвикува. Меѓутоа, тој период е транзиторен период, не останува трајно, која завршува таа терапија или тој третман за други причини, после тоа треба тежината да се врати во нормала. Меѓутоа, приметуваме дека не се враќа поради физичката активност или поради животниот стил на пациентот, начинот на исхрана, пошто си продолжуваат пак со истиот тој терп што има. Зошто луѓето сакаат да јадат толку многу? Како почнуваат да јадат толку многу? Дали имаат некоја празнина друга во животот, па ја надокнадуваат со храна? Што кажуваат? Зошто еден човек има потреба толку многу да изеде, а веќе, да кажеме, ете заситен од храната, од оброкот? Сите овие студии што ги знаеме до сега, што се и податоците што ги имаме од големи студии, кажуваат дека има неколку фактори. Тука имаме првенствено мозокот е во прашање, пошто сепак ова е проблем на мозокот, на тие центри, не е на стомакот. Гладен мозок, имаме еден таков синдром, hungry brain синдром, се вика на англиски, гладен мозок. Тие пациенти кои што имаат вакви предиспозиции, кои што чувствуваат цело време глад, односно има оштетување, не да оштетува, меѓутоа по-осетливи центри за глад или рецептори за глад во мозокот, тие малку имаат повеќе склоност кон дебелина. Исто така имаме некои пациенти, дел од пациентите можеме така да ги класифицираме, кои што имаат гладни црева,
исто како мозокот, цело време чувствуваат кркорење на цревата или некои симптоми од стомачни симптоми кои што ги натеруваат нив да јадат повеќе. Исто така има и дел од пациенти кои што поради психички тегоби, притисоци, напнатост, стресови и тоа може да ги натерат кај дел од пациентите може овие состојби да отварат повеќе апетит, да јадат повеќе, а кај дел од пациентите пак обратно да намалат апетит, да бидат потхранети. Имаме такви состојби во психијатријата, посебно кај психијатриските пациенти, така да овие фактори повеќе делуваат. Многу е важно тука да се направи еден баланс меѓу овие синдроми гладен мозок или гладни црева, да може тоа да контролира човекот. Меѓутоа, тоа све зависи пак, ќе кажам, од социјалната средина кај што потекнува пациентот, во каква состојба, во каква средина се наоѓа, дали има влијание од надвор, притисоци од средината кај што живее пациентот да јаде повеќе или обратно. Тука треба да се направи еден баланс и затоа ние секогаш кога зборуваме за дебелината, кога прашуваат каква е оваа болест, на крај мораме да кажеме дека ова е болест на мозокот. Значи ова е како невролошка болест, може така да се нарече, за да се сфати за сериозноста. Повеќе ние во наводници користиме тоа како невролошка болест или мозочна болест, за да се сфати сериозноста на самата проблематика, бидејќи ова е хронично и цел живот мора да се лечи, нема излекување. Штом ќе се ослободиш или штом почнуваш повеќе да јадеш или пак да се вратиш на стариот животен режим, животен стил, тежината одма се враќа назад и пак проблемите си продолжуваат. Така, тука е да значи че има ваков проблем, верувам дека и психијатри се вклучени, нутриционисти. Да. Вие како изгледа еден преглед кога ќе дојде пациент кај вас? Што е она што се треба да помине за да биде првиот чекор за да се ослободи од вишок од килограми, но и да го намали, да ја тргне онаа причина зашто толку многу јаде. Тука во успешниот третман на овие пациенти многу се битни овие алки, што ги кажавте и вие. Мора да има присутен во тој тим кој што го менаџира пациентот покрај ендокринолози или доктори што се занимаваат со дебелина, да има еден психолог или психијатар, најдобро психолог, кој што ќе види, ќе ја процени психолошката состојба, психолошкиот момент кај пациентот и дали има потреба за психолошка мотивација кај тие пациенти, а исто така многу битно е и да има еден добар нутриционист или диететичар кој што се бави со дебелината. Овие три здравствен персонал кој што се бави со оваа проблематика се многу битни, еден триаголник сочинуваат, кои што скоро 90% делуваат кај пациенти, имаат големо влијание и само со промени во овој круг, во овој триаголник ќе се смени и ќе се намали доста. Значително се намалува скоро 15-20% од вкупната телесна маса кај пациентиве без користење на некоја фармакотерапија или нешто друго. Имаме ние голем број од пациентива, вака кога ги следиме 3 до 4 месеци, 3 до 6 месеци обично им даваме временски период, само со менување на овој животен стил, преку психолошка мотивација, преку препораки од нутриционисти, препораки од ендокринолог, приметуваме дека еден добар дел, пола од пациентиве имаат успешни резултати, добиваат после 3 до 6 месеци од менување на животниот стил, така да тие половина од пациенти немаат потреба за некоја друга заместителна, оваа терапија, дополнителна терапија, фармакотерапија или посебна опција што не е баријатрична хирургија. Кога сме кај хирургијата, кои пациенти одат на хирургија и како се оди до хирургија? Дали вие определувате, дали тоа е во соработка со хирург, затоа што знаеме дека дека тие интервенции веќе се на товар на фондот. Да. Кој пациент завршува на хирургија? Последното да ви кажам на почеток, значи хирургијата треба да биде последна опција за пациентот, не треба да биде како прва опција. Прва опција може да биде доколку има пациенти други коморбидитети кои што му ограничуваат животниот век или намалуваат физичка активност или се влошува општата состојба на пациентот. Додека нема такви сериозни коморбидитети пациентот како кардиоваскуларни болести или диабет кој што не се регулира, кој што е резистентен, кај нив не се препорачува директно хируршки зафат или баријатрична хирургија.
првенствено почнуваме со животниот стил, првата линија ни е тоа, и првата линија на пристап на пациентот останува цело време, без разлика дали ќе прими пациентот фармакотерапија или ќе оди на баријатрична хирургија, без разлика на тоа сепак пациентот треба да ги менува своите животни навики. А после тоа другото си продолжува фармакотерапија или баријатрична хирургија. Обично за баријатрична хирургија веќе имаме во Македонија, како што кажавте, веќе е натовар на фондот, ова прв пат се случи оваа година, 25-та, кај што се одобрени средства за 40 на пациенти. Тука критериумите ги поставуваме ние како ендокринолози, посебно на клиника ги водиме во нашиот центар за обезност, на клиника за ендокринологија. Критериумите се да има индекс на телесна маса повеќе од 40 и плюс да има други коморбидити како што се кардиоваскуларни болести, срцева слабост, миокарден инфаркт или други компликации кои што настануваат од дебелината, плюс да ако има диабет пациентот, овие се главните тие клучни коморбидити што ги има, или ортопедски проблеми, гонартрози или коксартрози кои што отежнуваат движењето кај пациентот, кај нив препорачуваме да се оперираат, и посебно ако имаат пациенти кај што имаме целни вредности да бидат намалување на телесна маса повеќе од 20 или 30 килограми, кај што имаме такви пациенти кои што треба да намалат 40-50 килограми за да стигнат во тие реални бројки кои што треба да ги имаат во животот. Кај нив препорачуваме директно, пошто со животен стил, менување и со фармакотерапија обично ние можеме да намалиме 15 до 20% од вкупната тежина. Кај тие што имаме потреба повеќе од 20% да намалат, препорачуваме баријатрична хирургија. Прифаќаат, има, да, дел од пациентиве прифаќаат, дел почнуваат првенствено со фармакотерапија, па ги следиме тие пациенти во временска рамка од 6 месеци. Ако добиеме добар резултат, продолжуваме со оваа терапија, фармакотерапија. Ако не, и нив ги препорачуваме за баријатрична хирургија. Меѓутоа, тука треба да се напомене, да знаат пациентите дека баријатрична хирургија во ред е најефикасна метода, меѓутоа сепак е една може ли инвазивна. да објасниме вака малце народски што представува оваа хирургија? Баријатрична хирургија има неколку процедури. Најчесто се користи слив гастректомија или со други зборови одземање на 2/3 од желудникот. Со целта е да се намали волуменот на самиот желудник, останува само 1/3 од желудникот, и пошто се намалува волуменот, се намалува и потребата за храна кај пациентиве. Ако јаде повеќе, одма го тера на гадење, на повраќање, и затоа пациентите се избегнуваат повеќе да бидат натхранети. Исто така има некои и други процедури. Ова е најчестата метода, скоро 80% што се користи денеска во хируршкиве центри во светот. Има и други байпас метода на желудникот, кај што храната директно оди во тенкото црево, и со тој механизам се намалува апсорпцијата на храната што се внесува, и со тој механизам се намалува тежината кај пациент, пошто храната не се апсорбира. Меѓутоа, сите овие методи имаат и несакани ефекти. Сепак пациентот треба животниот стил да го тера и понатаму, пошто и ако се оперира, дел од пациентиве во наредниве 10 години, скоро 60% од пациентиве, ако не внимаваат, ги враќаат пак. Покрај овој хируршки зафат. Еве конкретно за желудник, пошто желудникот пак има капацитет за зголемување на волуменот, пак пошто е многу еластичен орган, така да може да ги вратат тежината, и после треба да знаат пациентиве дека цел живот мора да имаат, да примаат суплементи, макронутриенти и микронутриенти. Дел од пациенти имаат потреба цел живот да користат D-витамин, да користат калциум, да користат витамин B12, пошто нема дел од желудникот, не може да се апсорбира храната, и делот од тие нутритивни материи не може да се апсорбираат, кои што се потребни за организмот. Така да не е тоа лесна метода. Значи, ќе се направи, и тие мислат дека завршено е веќе, јас ќе бидам фит и веќе никогаш во животот понатаму не можам да бидам дебел. И така да можам да си дозволам да јадам што сакам. Тоа не е можно. И плюс треба да внимаваат цел живот течна храна со цврста храна да не се јаде заедно,
пошто и тоа ќе врши притисок, ќе има гастрични тегови пациентиве, мора прво храната да заврши, после саат време да почне со течности да пие, така да има некои точки кои што треба цел живот да внимава пациентот, кои што наговестува дека не бариатричната хирургија само по себе не е идеална метода, да кажам, кој што ќе ги реши сите проблеми на пациентот. Сепак остануваме дека е до главата. До главата. Сепак ово е мозочен проблем, кај што се активни тие центрите за глад и за ситост. Како тие центри да се сопрат? Не се толку активни. Има ли терапија за тие центри или едноставно треба да се работи повеќе на самодоверба на човек да работи самиот на себе, дека едноставно не треба толку многу да јаде? Или да не купува храна што ќе го иде ја става во фрижидер. Па оваа терапија што користиме сега, фармакотерапијата, што е актуелна веќе во светот, што се користи во Македонија, токму делува на тие центри. На центарот за ситост во мозокот, намалуваат сигналите за глад кај човекот, помалку има се тие сигнали, повеќе одат во желудникот и така да подолго време се чувствува сит пациентот. Или ако јаде, после неколку залчиња кога ќе изеде пациентот, одма се заситува, нема потреба да продолжи да го заврши целиот оброк. Овие се добри за почеток за мотивација на пациентиве, оваа фармакотерапијата. Има и други бенефити, метаболните параметри се подобруваат многу кај пациентиве. Тие што имаат диабет се намалуваат нивото на шеќерот, тие што се на инсулин може и да се откажат од инсулинска терапија, само со таблетарна да го регулираат диабетесот. Така да имаат и други позитивни ефекти оваа терапија, покрај намалување на телесната маса. За почеток се многу добри, пошто мотивирачко делува оваа терапија и после известно време веќе тоа станува навика кај пациентиве, таков начин на исхрана, дека треба да јаде помалку, почесто да јаде, али помалку да јаде, дека навечер немаат нагони за јадење или да отварат фрижидер, да пробаат да земаат нешто, некоја закуска така. После, откако ќе стане навика, после и да се прекине терапијата, еден извесен период, една година дена, пациентите пак продолжуваат со таа навика на помалку јадење или почесто со мали оброци да се јаде и навечер помалку да се јаде, повеќе да се движат, например, физичка активност, таа навика останува кај пациентиве, ама после известно време, после година-две, пак почнуваат да враќаат, ако пак не внимаваат. Значи, сепак останува... Значи, најдобро на што не го и да не го купуваме, да го немаме дома у фрижидери, оние сладки. Нашево поднебје тука е многу богат со јаглени идрати, тоа е најголемиот проблем. Традиционално. Тестенини многу повеќе користиме и сегде имаме, и во секој оброк користиме тестенини, без разлика дали во оброкот има јаглени идрати, не водиме сметка дали во тој оброк што ќе го јадеме, дали има доволни количини на јаглени идрати или не, ние сепак тестенини јадеме. Орис или кромпир. Орис, кромпир, макарони си јадеме и плюс овие ги јадеме со тестенини, со леп ги јадеме, кај што нивото на јаглени идрати, количината двојно или тројно се зголемува. Прво тоа е физичка активност имаме многу малку за жал, како времето вака, како се посовремен живот да кажам да имаме, како повеќе технологијата влегува во нашиот живот, се намалува физичката активност и тоа делува пошто нема физичка активност, нема мускулна активност. А мускулното ткиво и мозочното ткиво се единствени кои што се хранат со јаглени идрати. Значи, главен извор им се за енергија е јаглените идрати, кои што се прва причина за дебелење кај луѓево. Така да ако немаме ваква физичка активност, сите тие јаглени идрати кои што ги внесуваме, освен дневните потреби, другото се таложи во вид на масно ткиво, масни наслаги и затоа во абдоминалната регија имаме многу повеќе масно ткиво, пошто најповеќе човекот така е по природа е така направен, склон е кон абдоминална дебелина, кој што е најштетниот вид на дебелина за човековото здравје. Пошто има неколку вида
дали е централна дебелина, дали има периферна дебелина. Зошто е најштетна ова? Пошто адипозно, ова е висералното адипозно ткиво и ектопично адипозно ткиво кој што представува масно ткиво кој што се таложи во органиве. Например, во јетрата имаме замастена јетра, истото може да се таложи околу срцето, да имаме замастено срце или бубрези или панкреас, кој што делува негативно врз функцијата на тој орган и после тоа почнува целиот тој метаболичен циклус почнува да се нарушува. Тие што имаат замастена јетра имаат голем ризик за дијабет понатаму, пошто сите тие фактори кои што влегуваат во метаболизмот на јаглените хидрати во јетрата. Јетрата е еден од најголемите органи, како лабораторија кој што ги преработува овие јаглени хидрати што ги внесуваме. Ако имаме замастена јетра, функцијата се ограничува и не може нормално да ги преработува овие јаглени хидрати и дел се таложат како масно ткиво токму во пределот на стомакот. Тука игра улога инсулинот, пошто што повеќе масни наслаги имаме во во абдоменот, во стомакот, толку повеќе имаме резистенција на инсулинот. Панкреасот се труди повеќе инсулин да лачи за да го регулира шекерот. После известно време, едно време тоа исполнува, може да контролира тоа, меѓутоа после известно време, после година-две, почнува веќе тој прекумерно лачење на инсулинот ги троши резервите на панкреасот и после тоа почнува да се зголема, веќе не може да контролира шекер, почнува да се појави и дијабет кај пациентиве. Влегуваме после тоа во еден зачарен круг, кај што многу тешко е да се излезе кај пациентиве, ако не се внимава точно на изворот на проблемот, од кај што потекнува, изворот е дебелината. Често пациентиве доаѓаат така, имам дијабет, имам висок крвен притисок, имам срцеви проблеми, имам проблеми со јетрата, имам камен на јетра или други причини, меѓутоа не се свесни дека тоа токму потекнува од дебелината. Ако се намали дебелината, сите овие проблеми може да исчезнат дури или да се балем да бидат под контрола, да нема прогредирање на состојбата или влошување на состојбата, која ќе им објасниме на пациентиве дека сите овие проблеми настануваат токму од дебелината, зашто уште не е свесен. Дали не гираат? Која викаат од работа ми е, од дома ми е. За причини да се бара причина зошто е дебелината, наоѓаат причини. Значи лесно е да се најде. Али дали не гираат? За негирање е тешко. Ако им се објасни дека ова настанува... Дека од дебелината им е тој да речеме проблем, дали тогаш многи други причини, а не е дебелината, пак да се вратиме на проблемот со или со главата. Малку е да кажат пациент дека дебелината е состојба, не е болест. Така. Многу ретко значи, е тоа. Да, нема ни 5%, јас не можам да кажам. 95% од пациентите прифаќаат дека е веќе тоа болест и дека сите овие проблеми што ги имаат во моментов се потекнуваат од самата дебелина. Тоа се свесни. Помладите се посвесни, да ви кажам, по возрастната популација малку и со така уште веруваат по-крупно детенце дека е поздраво детенце. За жал така. Кога спомнате за детенце, пошто и кај децата имаме многу, за кај адолесцентите. Адолесцентите до 14 годишна возраст повеќе им ги препорачуваме да одат во детска ендокринологија, веќе таму е во тек сега ќе се акредитира и Центарот за дебелина на детска ендокринологија, пошто таму функционира, меѓутоа не беа акредитирани, сега поднесоа барање, мислам дека наскоро ќе бидат акредитирани и тие. До 14 годишна возраст таму ги одат пациенти, после тоа се префрлуваат кај нас. Имаме двојно, дури тројно зголемување на бројот на адолесценти со дебелина. И во Македонија и во светот е така трендот. Во Македонија до 35-та година се очекува веќе 40-45% од деца, адолесценти и помала возраст да спаѓаат во групата, да влегуваат во групата на дебели деца. Така да овој тренд е многу загрижувачки, пошто сето тоа почнува од детската возраст. Штом ќе почне од детска возраст, многу потешко е понатаму да се менаџира тој проблем и да се веќе застанува во сериозни здравствени проблеми, од дијабетес до. Затоа во детска возраст многу повеќе треба да се внимава, посебно тука играат улога семејствата, родителите на децата,
да внимаваат со што ги хранат своите деца. Сепак брзата храна е многу присутна сегде во околината кај што живееме. Ние посебно околу школите, внатре во училиштата исто така има продавници кај што се продаваат за жал овие продукти, ама тие се најевтини ако споредиме со другите продукти кои што се здрави, меѓутоа се за жал се скапи. Тоа сакав да ве прашам. Колку треба да се направи веќе и стратегија од страна, да кажеме, на сите министерства и оние што се со економија, образование, здравство во делот на цените, затоа што ако ние внимаваме од сега, имаме подобра превенција, ќе го заштедиме и фондот и здравствениот систем од поголеми трошици. Еве тука спаѓа хирургијата, луѓето не одат на работа, земаат боледувања, опаѓа работната сила, значи колку стратешки треба да се направи, да се влие, дали ве слушаат властите? Па Дали ние билите сегде манти или кажуваме. може да влијаете повеќе од политика? Да. Сегде кажуваме и напоменуваме на тоа и бараме помош и се трудиме да се подигне свеста и кај институциите кои што ги креираат овие политики. Тука не е само здравството во прашање, Министерството за здравство, тука влегува и Министерството за образование, посебно за детската популација, за едукација на овие пациенти. Мора да има, да бидат и наставниците, учителите да бидат свесни за оваа проблематика и да ги напоменуваат децата кои што се во училиштата цело време со нив заедно, дека во училиштата или околу училишта во тие продавници треба да се направи контрола кои продукти се продаваат, дали има ризик за дебелина кај овие пациенти, или барем тие продукти да бидат поскапи од здравите продукти, а не поевтини да бидат. Зошто кај нас е така? Кај нас е така, даноците се така, тоа тука влегува и Министерството за економија. Значи неколку министерства треба да бидат вклучени да бидат во координација еден Зашто со друг. штедиме за едно, а после енормно се троши во делот на лекување и губење на За човечки жал ние живот. не гледаме на долги стази, не размислуваме после 5 години или после 10 години што ќе се случи или во тие 10 години колку ќе потрошиме да ги лекуваме компликациите од дебелината, ние за жал гледаме само тој момент како да го истуркаме тој момент да заврши, а после тоа за 10 години што ќе биде не размислуваме. Меѓутоа во светот не е така. Тие размислуваат за 10, за 20 години и прават проценки, тоа е health economics, здравствена економија, колку би можело да се потроши на тој пациент за 10 години, ако не се лекува навремено или ако не се превземаат мерки за неговите компликации што треба да се лекуваат понатаму и колку на време ако се применат овие методи или ако се превенира дебелината, колку ќе се троши за тоа. И ако се прави една разлика, многу има драстична разлика за превенирање на болеста, трошоците што се и трошоците што треба да се направат за лекување на компликациите. И при И крај, за болничкиве овие трошоци, за жал кај нас болничките трошоци се многу малку. Малку партиципација плаќаат пациентиве и многу е ефтино болнички да се лекува. Во светот не е така, нигде во Европа и во светот болничкото лекување е најскапото лекување. А кај нас е обратно. И сите пациенти сосема доаѓаат и сами бараат да бидат болничко лекувани, кој што може амбулантски да се лекува. Пошто е ефтино и на тоа треба многу да чини се фондот кога лежат во болница земаат боледување. земаат боледување. Така пак имаме Да, трошоци. партиципација многу малку, а во светот не е така. Значи за дебелина ти во болница ако лежиш, ако имаш болнички третман, тогаш цената двојно, тројно се зголемува. И тоа може со тоа барем индиректно влијаат подигнување на свеста. Да, јас треба да внимавам, пошто ако од дебелината добијам некоја компликација, поради мојата дебелина, ќе платам двојно или тројно повеќе од колку што другиот пациент плаќа Значи за... сепак најсилна е паричната казна. Епа за жал кај за Да. нашево поднебје тука, за жал таква ни е културата. Ама треба, јас мислам дека одиме напред. Значи, ако направиме една компарација пред 3-4 години кај бевме, за 2-3 години наназад имаме доста разлика. Многу голема разлика имаме и одиме во добра насока. Еве почнавме, еве овие емисии порано не ги правевме. Сега скоро во сите телевизиски канали, медиуми веќе имаме емисии вакви за дебелината, така да и луѓето прашуваат, контактираат, бараат помош преку социјални мрежи, исто така добивам секој ден мејлови, пораки кои што се консултираат пациентиве.
Така да тоа се приметува дека веќе е подигната свеста. Еве имаме и други градови кои што бараат да се отварат нови центри низ Македонија за дебелина. Тоа беше и во планот на нашето здружение за дебелина, Македонско научно здружение за дебелина. Веќе имаме 2 центри, како што кажа, во Скопје, меѓутоа тоа е централизирано, не сакаме да биде така, сите пациенти треба да дојдат во Скопје да се лекуваат, така да имаме во план во иднина да се отворат уште 4-5 центри низ Македонија. Првиот е сега ќе биде во Прилеп, после тоа имаме во Струмица ќе биде, во Тетово ќе се отвори и во Штип. Така да ќе бидат распределени, да се балансира бројот на пациенти во сите центри, за да можеме да направиме во иднина една компарација. Кои делови од Македонија, кои региони се имаат склоност повеќе или има поголема бројка на пациенти со дебелина, кои имаат помалку, да се направи таква една компарација, зошто се во тие региони повеќе или помалку, што се причините, така да би било добро и за компарација, како внатрешно за државата, така и со овие податоци после да настапуваме во други земји кои имаме европски конгреси. Доктор, јас ви благодарам на овој разговор, на вистина одлични совети дадовте, но и начин како да се помогне од оваа состојба. Ви благодарам и можноста и што возможивте да видам дел од оваа емисија. Вас, почитувани гледачи, ви посакувам пријатна вечер и внимавајте што внесувате и помалку калорична храна во фриџидерот.